Денес е навистина многу убав ден. Денес е посебен ден, затоа што за прв пат населбата Пролет ќе добие детска градинка. И јас сум особено среќен што овој камен темелник е почеток на една нова приказна за најмладите. Изминатиот период посветено работевме за да го оствариме ова ветување пред граѓаните, прва градинка во населба Пролет. Со овој капитален проект даваме поддршка кон згрижување на децата од населбата Пролет и Маџермало. Сакаме среќни и насмејани деца. Во оваа градинка ќе има многу нови генерации на дечиња кои првите чекори и сознанија за светот околу нив ќе го стекнат преку учење низ игра. Со изградба на оваа градинка овозможуваме децата кои се на листите на чекање за прием во детските градинки во другите населби да влезат во воспитно-образовниот систем и да се подготват за образовниот процес. Воедно им помагаме на младите родители, згрижувајќи ги нивните дечиња, но и создаваме услови за нови вработувања. Инаку, овој образовен објект, чиј камен темелник ќе го поставиме денеска, е резултат на ослободено државно земјиште поред ревидиран детален урбанистички план. На ова место претходно беше впишан деловен објект. Замислете, деловен објект. Истиот е ослободен и денеска ставаме темелници за нова градинка. Затоа е важно да се работи според потребите на граѓаните, важно е да се прават детални урбанистички планови според нивните реални потреби. Инаку, овој капитален проект е целосна инвестиција на општина Центар. Незината изградба ќе чини 154 милиони 243.997 денари или околу 2,5 милиони евра. Новата градинка Пролет ќе има подрумски простори, приземје и еден кат со капацитет за згрижување на 150 дечиња во 9 занимални. На површина од 3276 метри квадратни, оваа градинка ќе биде една од најголемите детски градинки во државата. Општина Центар, која го има најбавото и најмодерно основно училиште Киро Глигоров, со новата градинка Пролет, повторно ќе воспостави стандарди за пример на образовни институции. За нас, инклузивноста во образовниот процес е особено важна. Затоа во градинката Пролет имаме надворешно игралиште до кое може да пристапат и деца со попреченост во движењето. Исто така, ќе биде изграден и лифт за лица со инвалидитет и попреченост во движење покрај едното скалиштно јадро. Особено важно е што градинката ќе располага и со просторија за лекар, со изолација за дете и просторија за стручни соработници. Предвидена е изградба на кујна само за потребите на градинката, со што децата ќе добиваат свежо, приготвена и здрава храна. Затоа оваа градинка Пролет ќе биде пример кој треба да се следи. Најмодерна и најбава градинка не само во општината, туку и во државата. Новата детска градинка во населба Пролет ќе обезбеди опфат на нови 150 дечиња, како дел од предучилишното образование и воспитание, имајќи во предвид дека вклучувањето од најрана возраст на детето во предучилишното образование на вистина многу влие во неговиот понатамошен образовен процес. Особено е важна инклузивноста и пристапноста на децата со попреченост, која оваа градинка ја има вклучено уште во креирањето на проектот за нејзина изградба. Затоа што секое дете има право да биде дел од предучилишното образование. Ме радува што при креирањето на проектот особено се внимавало и на просторот за игра на децата во надворешниот дел. Урбана градина, простор исполнето со песок и земја, детски реквизити, до кои може да пристапат и деца со попреченост, како и задолжително зеленило.